Почитувани добро вечер. Во емисијата Став вечерва гостува Гордана Андреевска, управител на регионалната телевизија МТМ Скопје. Господјо Андреевска, добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам на одвоеното време за вашето гостување во вечерашнава емисија. Вечерва ќе поразговараме за она што деновиве е најактуелно за регионалните и локалните медиуми, штрајкот на членовите на Сдруженијето Медиум Објектив. На почеток, зошто протестираат регионалните и локалните медиуми? Кое е основното барање? Регионалните и локалните медиуми веќе подолго време се соочуваат со сериозни финансиски потешкоти во своето работење. Изминативе 5-6 години, посебно од промената на законската регулатива во Законот за АВМУ, каде што со промената на членот 102 се направи една непредвидена штета во однос на локалните и регионалните медиуми во делот на соработките што тие може да ги остваруваат со одредени институции. Се разбира дека не само овој проблем од регулативата, постојат и други проблеми кои што се провлекуваат години наназад, посебно би ги истакнала последните случувања со пандемијата, која што нели го погоди целиот свет, меѓутоа за жал и нашата држава, со сериозно крехката економија. На тоа се надополни и сега украинската криза, со енергетската криза. Значи можеме да зборуваме континуирано за еден сериозен пат во работењето на локалните и регионалните телевизии од аспект на нивното финансиско обстојување, од аспект на нивното програмско, кадровско и техничко надополнување, се тоа што значи развој на програмата. Токму затоа, известниот период од околу 5 месеци наназад, се обидувавме да стапиме во контакт со владата, каде што имавме доставено своји барања и своји видувања за да може да се реши оваа состојба. Меѓутоа, за жал, и покрај тие повеќе обиди за комуникација и контакти, ние не успеавме да оствариме средба и да ги соопштиме и да ги кажеме нашите барања и за нив да се дебатира. Токму затоа, од пред крајот на минатиот месец, чинам дека беше 26-ти, сите локални и регионални радиодифузери, односно повеќето од нив, стапија во штрајк, со тоа што на почеток ја прекинуваа програмата во трајање од половина час во прайм тајм термини, за после 10 дена, откако се увиде дека повторно нема никаков резултат, сега штрајкот продолжува и се уште трае, со прекин на програмата на секој реален час, со исклучување на дел од програмските содржини, и интенција да не се следат настани од локално регионален информативен карактер. Тоа е она што во моментот се случува и за жал до денеска се уште немаме повратен одговор од владата, повратен одговор за средба и за дебата за она за што ние го бараме. Во меѓувреме се случија одредени придвижувања, меѓутоа претпоставувам дека тие ќе вродат со плод. Иако се уште ништо конкретно немаме, значи штрајкот доби поддршка од Сдруженијето на новинари на Македонија, од Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, која што практично одржа седница на оваа тема и донесе своји заклучоци, и секако од други организации кои што нели имаат на некој начин сфера на делување во медиумите, и од меѓународниот фактор, каде што исто така има информација за тоа дека во тек е штрајк кај овие медиуми. Едно од основните барања чинаме е ослободување од плаќањето на дозволата во висина од 50% за годинава, кое што веќе 50% телевизиите се ослободени од страна на агенцијата. Така е, ние веќе 2 години наназад, како што веќе споменав од почетокот на кризата со COVID-19, навистина имавме разбирање и од страна на регулаторот и од страна на владата. Во првите 2 години регулаторот ни ги врати средствата кои што веќе беа уплатени, односно за дозволите за 2019 и за 2020. За 2021 година владата излезе во пресрет и направи напори
Исто така успеавме да се ослободиме од тие 100% за 2021 година во однос на дозволите. Дополнително за оние телевизии кои што имаат регионално покривање и кои што емитуваат преку DVB-T сигналот, исто така беа субвенционирани надоместоците кон операторот А1. Така што тој период од 2 години сериозност од сите овие надоместоци помогна да се одржат колку толку локалните и регионалните телевизии. Така што ние уште на крајот на минатата година се обидовме да побараме надоместок на останатите 50%, бидејќи агенцијата веќе дозволи 50% субвенционирање. Меѓутоа, со оглед на лошата финансиска состојба, како што веќе кажав, упативме барање до владата уште во месец ноември, за да може да ги добиеме уште тие 50% кои што веќе ги плативме назад, или пак оние медиуми кои што допрва треба да ги платат, барем да не ги плаќаат. Меѓутоа, за тоа си уште одговор немаме и според нашите неофицијални податоци, владата си уште не знае дали ќе може и како ќе ни одговори на тоа наше барање, кое што пак повторувам е многу важно заради тоа што сепак за одредени медиуми кои што покриваат поголемо подрачје, тие износи се поголеми и се сериозно влијаат на нивното тековно работење. Освен ова барање, дел од останатите барања се промена на законот за АВМ, особено во делот на казнените одредби, дополнување на членот 102, но и формирање на фонд на медиуми. Може ли малку подетално да ни ги објасните нели овие барања? Да, како што кажав, тоа е нешто што се провлекува навистина со години назад. За казнените одредби би рекла дека со промените на законот за АВМ, последните што се направени, ние очекувавме и се надевавме дека навистина ќе се смени оној дел каде што се предвидени прекршачни, па дури и кривични санкции за оние медиуми, односно радиодифузери во случајов кои што ќе го прекршат законот, така што тоа воопшто не е споредено со големината, форматот или пак начинот на работа и финансиското обстојување со медиумот. Значи една казна е исто висока колку што доколку се случи кај медиум од локален карактер, да речеме една телевизија во помал град како Свети Николе, Кочани или сеедно, и телевизија која што има национално покривање, односно радиодифузер кој што остварува огромни приходи. Така што тие казнени одредби воопшто не се изедначени според нивото на делување, според обемот на финансии кои што се остваруваат и сите оние други параметри кои што треба да бидат земени предвид кога станува збор за казнените одредби. Во делот на 102 веќе споменав на почетокот, ние во меѓувреме додека траеа сите овие преговори со соодветните здруженија и со регулаторите и со надлежните институции, односно законодавната власт и извршната, доставивме наш предлог како тоа да изгледа и како членот 102 воопшто да се модифицира, за да на некој начин не се случува она што претходно се случуваше со државните пари кои што се сливаа во одредени медиуми, туку навистина да оди по принцип на транспарентност, објективност и по она што значи дека медиумите кои што имаат дозвола за работа се легитимни, се регулирани на овој пазар, да може да се работуваат со тие институции од кои што навистина ќе имаат само бенефити едните и другите. Значи доставен е таков предлог и она што е фонд за медиуми, односно субвенционирање на програмски содржини кои што ќе имаат локално-регионален карактер, исто така е наша долгогодишна интенција, за која во јавноста и вие следите и знаете дека постојано се добива поддршка и од здруженијата, и од меѓународниот фактор, и од регулаторот. Сега ја добивме таа поддршка на нивната последна седница. Тоа значи дека со оглед на состојбата финансиска, локалните и регионалните телевизии навистина не се во можност да создаваат, да продуцираат и да емитуваат собствена програма која што ќе има сериозен квалитет, ќе биде технички поткована, ќе биде програмски определена и ќе може од сето тоа гледачите да имаат полза, заради тоа што во етерот се помалку се застапени ваков тип на програма, токму заради тоа што медиумите не се во можност, не се во кондиција, немаат доволно средства, технички, кадровски можности да создаваат ваков тип на програма. Доколку тоа се субвенционира, повторно нагласувам, на соодветен начин, транспарентно
и по одредени критериуми кои што треба да се воспостават, тогаш тоа ќе биде сериозно потковување на програмската понуда во државата, особено од ваков тип, а од друга страна медиумите ќе имаат можност дополнително да вработуваат луѓе, да купуваат техника која што е соодветна на новото време и секако да продуцираат програма која што ќе има позитивно влијание во јавноста. Дали како резултат на ковид пандемијата, економската енергетската криза изминативе 2 години дојде до згаснување, затворање на дел од регионалните и локалните медиуми? Па да, имаме информации. Тие информации се јавни, постојано може да се следат и ги има објавено на сајтот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Се случува постојано, значи дали станува збор за локален медиум, дали станува збор за регионален или национален медиум, да. Особено тоа што главната причина сериозно загрижува, тоа е немањето финанси за да може да се опстои. Од една страна ние сме соочени со регулатива која што мораме да ја почитуваме. Ние сме постојано под мониторинг заради нашите програмски содржини кои што ги објавуваме. Се разбира, исполнуваме и одредени услови во делот на кадровска и техничка просторна подготвеност. Сите сме сведоци дека на пазарот постојано се јавуваат така наречени нови дигитални платформи, медиуми, социјални мрежи и се што, кој што засега е нерегулиран сектор, сектор кој што сериозно направи штета во медиумскиот пазар, и во целиот овој период на создавање на тие нови така наречени дигитални медиуми, портали или како сакате да ги наречете, се направи една сериозно нелојална конкуренција, која што патем е резултат на сето ова што се случува. Сето она што јас и претходно го набројав е резултат можеби и на овој нов тренд на создавање медиуми без соодветна регулатива и без соодветни, да кажам, уредувачки компромиси. Токму заради тоа и сме сведоци на постојано процесуирање на лажни вести, на непроверени информации, на необјективно информирање и сето тоа создава дополнителна штета на нашиот сектор. Така. Во тек е втората фаза од штрајкот. Кој е следниот чекор, доколку нели вашите барања не бидат слушнати од надлежните? Искрено се надеваме дека ова нема да трае уште долго. Еве, имаме некакви комуникации, некакви преговори, очекуваме средба со вице-премиерот за економски прашања. Се надеваме дека ќе биде наскоро таа средба одржана и дека нема да бидеме приморани да применуваме и други чекори, значи да биде покрај тој штрајк прикажан на нашите екрани со црн телоп и испишан текст, да мораме да излегуваме надвор од нашите простори, па да го покажеме револтот пред надлежните институции. Се надевам дека нема да дојде до тоа. Во меѓувреме, како што кажав, она што можеби повеќе загрижува покрај тој црн екран, веројатно и одлуката радиодифузерите од локален и регионален карактер да не ги следат дневно информативните настани во подрачјата каде што емитуваат програмата, и тоа сигурно ќе биде, ако потрае подолго време, еден негативен ефект врз сите, односно врз јавноста која навистина има потреба од таков тип на информации. Така. Штрајкот го поддржа новинарските здруженија, но дел од здруженијата има негодување во однос на субвенционирање на весниците. Кој е вашиот став во однос на субвенционирање на весниците? Па да, тоа е исто она што не е добро, нешто што е, да кажам, поделено или некомплетно. Таква законска регулатива постои повеќе години наназад. Владата секоја година одвојува одреден буџет за стимулирање на печатењето на весниците или печатените медиуми колку што останаа во јавноста, колку што можеме да ги следиме. И тој тренд си продолжува. Нема никаков проблем, колку толку тоа е некаков стимул, некаков, да кажеме, состојба која што може да помогне во нивното работење. Такво нешто баравме и ние како традиционални медиуми, каде што навистина пазарот на реклами е премногу намален, речиси сведен на нула, на минимум. Субвенционирање на програмски содржини, како што е по примерот на печатените медиуми, каде што се субвенционира печатењето на весниците,
би било навистина добро. И еве ако владата и ако другите институции, односно здруженија, надлежни тела имаат позитивни сознанија од еден ваков процес каде што не се дозволи изумирање на овој важен сектор за информирање на јавноста, тогаш по истиот принцип треба да биде наклонета и кон овој тип на медиуми, кои што исто така, заради сите овие состојби за кои што претходно зборувавме, може за брзо време да бидат во сериозно исчезнување, односно дури да ги снема во догледно време од пазарот. Колку регионални и локални медиуми сте дел од Сдруженијето Медиум Објектив и во колку од нив се спроведува активно штрајкот? Тоа се речиси сите, значи не се многу, тоа е вкупно околу 10 регионални, можеби што толку локални телевизии. Речиси во сите се спроведува штрајкот, исклучоци можеби постојат на терен, меѓутоа сепак мислам дека некаде околу 80% од оваа бројка што претходно ја спомнав, се придржуваат на оно што е договорено и дека тоа е сепак бројка која што сите нас треба да не загрижи. Значи тоа се сепак институции кои што вработуваат луѓе, кои што се борат на овој пазар за опстанок и кои што, патем да не заборавам, постојат веќе над 25, а некои од нив и 30 години. Подготвени ли сте како дел од Сдруженијето Медиум Објектив да одстапите од дел од барањата или ќе останете целосно доследни на барањата и ќе очекувате целосно исполнување на сите овие барања од страна на надлежните институции? Секако, мислам ако е поинаку не би ни стартувале. Јас се надевам дека ова мислење го делат сите мои колеги, сите радиодифузери. Мислам дека ќе продолжиме и ќе истраеме и ќе се надеваме дека ќе биде решено барем дел од она што го бараме. Ако не повеќе, барем да разговараме, да почне некоја дебата која што ја очекуваме повеќе месеци наназад. Ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Пријатна вечер.